летото многу убаво поминах во Македонија, тие спомени ведри, весели. Јас секој пат раскажувам за смеење, за да не ти се верува. И Лена рече, ама запиши, дай, кој ти чита тие ова. И јас ја запишав таа книга, ја снемало за 10 месеци. Денеска, кога никој не се читат книги, таа книга е нема. И успех да живеела, не критички, ми е гајле за критичари, ама колку меѓу луѓе. Денеска наоѓам се луѓе, леле, се смеев, една вика се смеев и плачев. И после се вратив во Загреб и оформивме Хрватско-македонско друштво. Сега сме 33 години, поминавме Езерки 30. И кои све доживувања имаме кроз Езерки, како смо правиле друштво. Не мислевме дека Езерки ќе биде некоја голем. Така не беше за да си малце пееме, меѓутим кога дојдоа младите, Бруно Урлич и Дарка Краговиќ, тоа направиле озбилен збор, полневме голема дворана, Лисински и така. Преведов Ферид Мухич една книга, преведов сега Бранкица, кој знае, можда уште нешто, не ми текнува. Кога ми рекла, ајде дета ќе преведеш, нека биде Сунце, што е поезија? Бе, јас поезија ќе преведувам. Ама инаку, со преведување не е туку така работа, тоа е голема авторска работа, голема работа, што се вика превод, он е како жена. Ако е убав, не е верен. Ако е верен, не е убав. Сега треба да видиш, да најдеш на поезија поготово. И не може да преведуваш нешто на било кој јазик. Јас имам видено некои преводи од македонски јазик и јас кога читам некам овој кој преведувал не живеал во Македонија. Он е граматички точен. Граматички е точен. Ali ima nekoj, mu fali duh, razbiraš, mu fali nešto, ako je bilo nešto ona kaj klajgo tamo, ovo je preskočio. Ajde, prevedi go onadi, klajgo onako nataka. I to samo koji žive od tuka može da razbere što treba da klajiš i da onadiš i da takovi raboti. Ете, ама кога земав, ајде на Бранкица и гледам, ама добро, не е во стих. И песните се проза, поезија у проза и се фатив да преведувам. Има, знаеш што ми се случи? Тук, ми одите мене. Јас после кога гледам, веќе не сум предала, јас само со други зборови на македонски пак кажам, што јас кога ќе почнам да мислам и легов на македонски, јас пак на македонски. Ај враќам се. И добро, ја преведов така како преведов, дали сега добро, и викам, ама треба ми лектор, треба да види и хрватски и македонски. И ете случај, нема, ако има случај, а се најде жена која погледа, ја среди, Бранкица и ликовно сака, па добро, нека биде цела резина, нека и ликовно ја обработи и така настане.
биде сонце од неколку причини. Прво, моето македонското сонце. Нека биде сонце секогаш, во смисла на сонцето кое што вечно сјае, како што и вечна нашата земја, која што со години, со векови и денеска сведочиме дека е оспорувана, негирана и слични други прашања и теми кои не би сакала сега да ги отварам, болни се за сите нас, готови за мене, и токму е насловот нека биде сонце, како наредба, како едно тврдење, како една реченица со голема точка, нека биде сонце секогаш и покрај се и покрај сите. Од друга страна, биолог сум по професија, па нека биде сонце и од живототворен аспект. Сонцето е извор на животот, извор на се што постои и знаеме дека без него ништо не би имало смисла. И трета страна, нека биде сонце, она духовната нишка која што ја носиме во себе, бидејќи не сме само суштества по тело, него имаме и душа и дух, а сонцето е символиката на таа душа и духот кој што не прави луѓе. Во ова време на нелуѓе, време на интензивни случувања, на глобално и на светско и на домашно ниво, каде што се губиме полека и со вредностите прави животни, сонцето да ни биде една смерница, еден потсетник дека во сета темнина да ја пронајдеме светлата нишка. Јас и сопругот многу случајно завршивме во Хрватска, бидејќи тој е македонец од Скопје и јас, и имавме роднини од Славонија, па некако ја запознавме Хрватска преку роднинската